11 викенди поред протести на така наречените жолти елеци во Франција. Ова е време кога започнуваат изборните кампањи за Европскиот парламент закажани за мај. Изгледа дека популистите поддржани од уличните протести ќе ги направат престојните избори различни од досегашните, вели аналитичарот Мајко Котакис. Тоа е можност да се каже што мислите за естаблишментот. По долг период на економски тешкоти доаѓа популистичка реакција. Француската десничарска лидерка Марин Ле Пен се обидува да ја усогласи својата партиска политика со движењето на жолтите леци. Низ цела Европа слична слика. Десничарскиот министер за внатрешни работи на Италија Матео Салвини вака ги оцени француските протести. Се надевам дека французите ќе се ослободат од лошиот председател и дека тоа ќе го сторат на 26 мај. Салвини се обидува да формира сојузи со владите во Унгарија и Полска. Нивниот заеднички непријател имиграцијата, но со големи контрадикции. Италија сака други држави да прифатат мигранти, но Унгарија, например, нема никаква намера за такво нешто. Популистите во Европа се поделени по други прашања. Италија е членка на еврозоната, Полска не е. Во однос на надворешната политика, Полска е голем поборник за НАТО, затоа што се плаши од Русија и не му верува на Владимир Путин. Салвини, напротив, отворено изразува поддршка. Политичките линии се исцртуваат. Неколку стотици самопрогласени демонстранти од така наречените црвени шамии во неделата излегоа на контрадемонстрации во Париз, вејки знамења на Европската унија. Во Унгарија истото знаме се вееше од антивладините демонстранти. Во Германија Зелената партија во анкетите го презеде воството пред десничарското движење АФД. Вистинскиот тест ќе биде на 26 мај. Гласање што може да го измести балансот на моќта во Европа.